Знаеш, Сандра, сакам да ми кажеш како се спрема една улога кај вас. Знам дека се поразличен тип на спремање од глумачките улоги. Како оди еве твоја улога, ти да спремеш, ти давате ве нова улога и сега што правиш? Така, значи кога ми даваат нова улога, прве ни ја разгледувам каде го има моето, потоа навлегувам нотниот текст како е, да го расчитам убаво. Сето тоа, после тоа гледам како оди. Значи ти тоа сама си го правиш, така? Сето тоа е моја работа. Значи сето тоа го правам сама. Ја добиваш улогата, режисерот ти ја дава и ти вика еве ти го твојот дел. Не пишуваат на кастинг таа и таа улога, имаме вакво премиера, повелете, земете си ноти имате, као во библиотека. Си одам во библиотека, си земам. Не, режисерот доаѓа, после тоа, пред да биде премиерата, например, 20 дена, месец дена или во зависност од тоа, дирекцијата како има договорено со него. Меѓутоа, како што кажав, почнуваме, ја разгледувам партитурата, разгледувам нотниот текст, разгледувам самиот текст, каде би требало дах да имам, и после тоа почнувам вакво со пијано, да ги расчитувам интервалите, хармонијата доле како е. Имаш секој термин, секој ден закажано термин со... Па кај нас концептот е, кога работиш сам да не закажуваш термин, ама имаме блок на наш блок оперски, каде што е наведено кој солист кога има корепетиција. Значи тоа е проба со пијанист. И останатите слободни термини пробуваме да ги искористиме. Секој да си дојде да си повежба нормално. Можеш да повежба саат време, саат и 10 минути, меѓутоа ако дојде колега, колешка и праша кога е слободно, треба да бидеме нели разумни во тие нешта и да си подпомагаме за да можат и они да го сработат. И да се навратам сега, значи кога почнувам јас, првим почнувам која е хармонијата, кои се нотите, кои се интервалите, ги склопувам со текстот. Сето тоа пробувам да го подкрепам со глас, со позиција, со дах, фраза да е. Тоа е малце комплексна работа. Текстот, како го учиш? Италијански обично, но имаш и македонски текстови, германски текстови. Па добро, претежно нашите партитури се на италијански. Во принцип, италијанскиот се знаат кои се правилата и гледаме. Сега некогаш има Лесен мелодичен италијанскиот така. Убав е, значи моето е како сум учела дека е подобро првин текстот да го изговорам, после тоа да го ставам во глас, за тоа убаво да има изговарање. Значи тоа се тие финеси и ситници кои што ми се потребни во текот на справување со една улога. После тоа По дефолт сите знаете италијански оперски репер? Кој помалце да, кој повеќе, кој помалце, ама вакво го разбираме јазикот. И сега го владееме колку што ни е потребно во партитурата, нели? И понатаму процесот мој повикувам вакво пијанист и почнуваме да ја работиме. Тогаш подкрепувам на дах, подкрепувам фраза, осмислувам како оди мелодијата, некогаш успева, некогаш не. Следниот час гледам што можам да сменам, каде сум погрешила, дали сум била премногу вакво брза, спора, да си најдам мерката на самите темпа. Самата си ја градиш улогата. Самата ја градам улогата, подпомагаат вакво корепетиторите, нормално кои што работеле претходно на таа партитура или веќе они ја сработиле на свој начин и ни подпомагаат. Значи тоа е процесот, после почнуваат режиски проби. Многу клавиристи имате? Па немаме претерано многу, ги имаме 4 кај нас. Да, кои што ни се на располагање. На располагање за да се сработи партитурата, нели? Али првичното е јас сама да ја сработам, а останатото да го искреираме кога се пробите со пијанист. Нормално да не застанам, чекај сега јас не ја знам, ама ајде заедно, сега ќе те масирам ја тебе. Не. 1, 2, 3 сати дури ја научи. Да. Немаат па памет, не. Значи принципот е тој, сами го совладуваме, повикуваме пијанист, тоа го совладуваме технички, гласовно, сето тоа да има течение, нели, да зрее улогата. Фала му на Бога, секој си го планира времето како му е потребно, на некого му требаат, не знам, 15 дена, на некој месец, месец и половина. Секој има различен колку ти треба на работа. За главните улоги? За главните улоги? Па мене ми требаат барем 3 недели. Барем 3 недели до месец и половина. Убаво за да легне, за да осозрее ликот, за после тоа кога ќе излезам само да се гради сето тоа што ќе го каже режисерот. Нели почнуваат режиски проби, тука се задржуваме,
Кога доаѓа режисерот, ти си веќе спремна, готова се? Спремна, значи не ми е потребен нотен текст, не ми се потребни нотите, бидејќи би било многу некоректно. Сега не велам дека некогаш ако стварно нема време, можда малце да си подсетиме, меѓутоа гледаме што е најбрзо можно да се тргнеме од партитурата. Значи секогаш да бидеме подготвени пред да дојде режисерот, бидејќи така работата ќе оди побрзо. И како работат режисериве? Различни принципи имаат сигурно. Различни концепти имаат, некои нели почнуваат од почетокот, не знам, од увертирата па на понатаму што ќе следи во самата партитура, некои си работат, не знам, ајде сега прв чин, па не знам, оваа недела имаме прв чин, па следната имаме втор чин, некои работат сцени, слики, ајде сега сопран тенор или сопран баритон, во зависност од улогата каква е, и они претпоставувам дека си ја знаат динамиката, колку време, како ќе им биде потребно за сето тоа, со нас пеачите да го средат, па треба хорот да дојде, целата таа слика да се комплетира и све тоа имаме со пианисти и последните неколку проби кога е премиера во прашање, имаме сценско-оркестарски, мислам зиц имаме проби првин, па сценско-оркестарски, да дојдеме до генералната проба, да на крај дојде представата, односно премиерата или репризата. Значи тоа 3 месеци од прилика трае. Па, зависи, ама месец и половина до 2. Па месец и половина. Месец и половина, немаме толку простор за они да дојдат, па ние да се расплиниме со работа, мада ако се работи со еден кастинг, значи со една подела, проби треба помалце, да се ако сме 2 подели е потребно многу повеќе време, да им се обрне внимание на сите од нас. Затоа имаме сабајле проби, вечер проби, сабајле вечер, сабајле проби, вечер проби. Имаме ансамбл во меѓувреме, доаѓа диригентот, он работи со нас. Оркестарот друга приказна, хорот друга, трета приказна. Да, значи се тоа е како што режисерот работи со нас, паралелно доаѓа диригентот. Он го подготвува оркестрот, па кога има слободни термини, кога сме ние на сцена, доаѓа со нас работи, па после тоа се симнува со хорот, па после сите заедно ја имаме таа што ја кажувам зиц. Таа е, застануваме дали во салата Империјал што ја имаме, каде што се наредени оркестарот, хорот и ние на пултови, нема тука режија. Тука се совладува нештото, па после тоа излегуваме на сцена каде што режијата и плюс од мала сцена на голема има исто така разлика. Ваму има помалку чекори, ваму е поголема цената. Сето тоа треба да се, нели, да се стигне, па некогаш има премногу време. Така да има многу интересни нешта кога е процесот на работа. Кога не работите во летниот период? Па не работиме, порано имавме како некој колективен одмор кој што траеше месеци и нешто. Сега веќе имаме поинаков тип на одмор, кој што е на пример како ќе му дојде во месецот јули имаме некои 10 дена и после тоа имаме 20 дена од август. Толку е. Останатото е сега кога се празници, меѓутоа кај нас кога спремаме, ние може и сабота некогаш да се случи да работиме, меѓутоа се внимава да е од понеделник до петок, а сабота, недела најмногу да не се работи. Да. Кажи ми за гостувањата надвор од Македонија. Кога доаѓаат, како доаѓаат, на кој принцип оди гостување, пример, во Италија? Многу од колегите кои што сте вработени во Македонија пеат и надвор. Како сето тоа функционира? Па јас на вистина за тоа не сум толку запознаена, затоа што тој пат не го одам. Го немам одено. Дури беше мојот професор жив, имав можност да настапувам во Вараждин, во Риека, имаше некои концерти, потоа а за останатово како е, претпоставувам дека тоа е одредена соработка, дали кога ќе дојде некој диригент или режисер да му се допадне некој, па со тоа да те земе. Имало и такви ситуации, имало ситуации со одредени менаџери или па размена, дошле кај нас режисер, кај нив оди некој наш пеач или друг наш режисер. Значи, во принцип, тоа е тој пат. Патот што ќе го одиш следниот период, се надева. Не знам баш, јас се фокусирав повеќе на... Ти сакаш тука, не сакаш. Па порано кога бев девојка, можда имав некоја желба да пробам, меѓутоа многу сакав да станам и мајка, така да патот ме тргна на друга страна. И сум посветена мајка и многу сум посветена на работата и на домот, колку толку, така да мојот фокус останува тука. Имаш една ќерка? Имам една ќерка, да. Колку години има? Има 11 години, се вика Теона.
на Имаш среќа, се уште е мала, има 11 години. Да. За едно 2-3 години ќе правиме муабет пак. Да, сигурно се сложувам. Еве, например, она многу сакаше балетски представи. Одредено време доаѓаше само концерти да гледа кај мене, затоа што викаше, мама, многу убаво пеете, ама многу е гласно нека, кога беше помалечка. Ама тоа се измени баш оваа година. Имаше можност да дојде на 2 мои представи и да е многу задоволна од тоа како звучало, како и се допаднало, како мама пеела на сцена. Што вика, леле, мамо, шубаво пее. Ама колку убаво пееш, леле, како? Ама вика, ама немој да се убиваш. Затоа што, например, кога го пеам ликот на Лио во Турандот, таму вако си го одземам животот за да не го кажам името, за да не го издадам од Господар. И она викаше, леле, немој такви. Ма викам, Теона, таква ми е работата, такви се улогите, значи за типот на мојот глас. Да. Што сакав да се надоврзам, еве нешто да кажам. 2010 со професорот имав 2 надпревари на кои што гостував. Тоа беа за специјална награда и за прва награда. Едниот беше вакво во Белград, Лазар Јовановиќ, а другиот беше во Херцег Нови, Бруна Шпилер. Тоа можам да го кажам во тие години кога сум била девојка, дека сум го направила. Па да, тоа можам вака да го Тоа изгледам. беше на ниво на повеќе држави, такмичи? Да, доаѓа од повеќе држави, се надпреварувавме. Да. Што викаш, џабе, се редите, јас ќе ја земам наградата. Не, на крај памет. А убаво е тоа, знаеш, кога ќе те наградат. Ovo е ново искуство и ете, одиш и земаш награди, убаво ти е чувството. Сепак трудот кој што го презентираш, ете и добиваш некоја награда, оној фидбек. Убаво беше. Валерија Рустикана, убаво со Зоран се вика колегата. Одлични сте двајцата. Многу ми е мило. Многу ја сакам самата представа. Таа е баш од тие почетоци ја што ги збора и многу ми омилена. Дури и кога беше претходната режија, оваа сега што имаме новата режија, имам можност да ја работам и тоа кажувам. Секоја представа, без разлика колку пати јас ќе ја исполнам, пробувам да внесам нешто поинаку во незе, да има друга живост, да има друга емоција, бидејќи тоа е мојот живот, емоцијата на сцената која ќе излезе. Да, колку можам, повеќе пренесам на самата публика и нормално. До кого ќе допре, ќе биде моје големо задоволство. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Сандра, ти се случило да добиеш во една представа 2 различни улоги? Во една представа 2 различни улоги, не. До сега И истата си ја играш цело време кога ти ја дават. Кавалерија и таа си ја играш главната. Чекај, сега ќе ти кажам и текна. Значи, како зборев? Butterfly представата, првин пеев Кейт Пинкертон. Тоа е, значи, неколку фрази. Меѓутоа, низ годините, 2018 година ја пеев баш Butterfly представата. Значи, имало, меѓутоа не биле во моментот менам, него било низ годините. Низ годините, јас така. Да, низ годините ја пеев Butterfly, да. Тоа го доживеав. И тогаш ги знаеш и од малите улогите и од големата улога, знаеш. Да, секако. Значи процесот на работа сакаш неќе што го абсорбираме ние, кој што пее и ние се врзуваме со нотен текст и сето тоа треба да ја има таа интеракција, така да ние знаеме и нашите колеги што пеат. Сите улоги ги знаеш фактички што се случува. 80% во кога сме на самата сцена ги владееме. Што имаат како реплика и ние на тоа што одговараме. Така да треба да го знаеме тоа, по мене. Тешка работа е вашава. Малку е специфична, заради тоа зборам. Преубава е. Има преубави нешта во незе, премногу да дадеш од себе си, ама е специфична затоа што бара многу откажување. Значи,
ти велам, кога се алергиите, некогаш знаат да бидат многу тешки моменти. Што се нема да исконзумираш за сето тоа, си викаш леле, само вечерва кога е представата, да помине во онака Од утре? најдобар ред. Па утре? Па не знам што да е. 39 температура. Па не, ама онака си викаш од утре нека ми тече носот, да кивам, да ми солзат очи, грлото да не функционира заради сите тие. Не си таков малер? Па фала му на Бога, се што сум можела до сега сум го поминала, не со лесно, меѓутоа со напор. Со напор, ама имало резултати. Сандра, знаете вие кои представи ќе се спремаат, па кои улоги ќе ги добивате во текот на годината? Еве сега сме на пример февруар, знаеш што ќе се случува со тебе во октомври? Па за сега на вистина не знам што ќе се случува во октомври, знаеме пример како ќе течат мајските оперски вечери. Мајските ги знаете. Мајските ги знаеме, да, а понатаму како ќе одат нештата, немаме информација, барем јас не сум ја слушнала, на вистина. Не, вообичаено зборувам во годините, дали знаете како, на пример, глумците си знаат во оваа година ќе се работат тие и тие дела, па може би ќе се најдам во поделата на некој од тие дела. Па добро, така претпоставувам дека кога бараат нели од министерството одредена представа да ја стават, имаат замисла кој све ќе биде инволвиран во нејзе, нели? И претпоставувам кога земаат една-две представи да бараат дали од првата половина на нашата работа од септември до до јануари и од јануари до мај, или да има две премиери, претпоставувам дека размислуваат да не опфацат сите. Дали тие што сме по драмските гласови, спинтодрамски, дали тие што се по лирски колоратури. Затоа се зависи како ќе се одобрат вакво средствата од министерството и дали ќе можете ако нешто, не знам, промена на представа да се случи, да се пренамени. Така да не знаеме конкретно, знаеме неколку месеци. Така функционираат работи. Почнавте со тоа што кажавте дека се снимаме во комедија, кажа дека си гледала представа во комедија. Дали често одиш да гледаш представи театарски, дали гледаш балетски представи, дали ги гледаш оперските представи? Па на мое големо задоволство, многу често одам да ги гледам оперските представи. Поретко сум балетските, а театар вакво драмските, па кога има можност доаѓам со големо задоволство. Значи тоа се зависи како ќе се организираме, ама со големо задоволство доаѓам кај нив. А на оперските таму сум. Кога ги гледаш оперската, балетската и драмскиве представи, си како дел од публика или како дел од внатре од актерскиот дел? Како дел од публика. Таму сум да уживам, да. Со големо задоволство и на оперската, и на балетската, и на драмската ваква представа. Сите се различни и имаат својата убавина во која што јас си дозволувам да уживам. Сандра, ти благодарам многу што ми беше дел од магична сцена. Јас, како што уживам во представите каде што ти учествуваш, се надам дека и ти уживаше во оваа моја представа наречена магична сцена. Убава интеракција имавме, се надевам дека многу често ќе се гледаме, ти посакувам многу улоги да имаш, многу прекрасни улоги, како што ти беа овие што ги наброивме. Се што сакаш да ти се исполни, ќерка ти да не прерасне толку брзо по полека, нека си оди, затоа што тие години баш многу брзо созреваат, да речеме на некој начин, посебно овие младиве деца, младиве генерации. Ќе имаш проблеми секако, но да бидат помали проблемите и само за убави работи да се дружиме. Значи ти благодарам многу што ме повика, ми беше големо задоволство, навистина уживав во оваа наша интеракција која што имавме. Не знам колку трае, меѓутоа со големо задоволство прифатив. Ти посакувам многу убавини, многу убави. Уште 25 години, да знаеш, 25 години трае. Да, уште 25, сето тоа што си го наумил да си го изреализираш, многу убави вакво гости кои што едноставно ќе бидат инспирација за сите нас што ќе ги гледаме. Благодарам многу на убавите зборови уште еднашка, па се гледаме во некое друго представување. Се гледаме. Фала ти, Сандра. Фала многу.
Antonio